Благодарам, господине Тала Џафери, почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани. Кога се работи за денешната точка на дневен ред, разрешувањето на јавниот обвинител господинот Зврлевски, се поставува само едно единствено прашање кое кај граѓаните пројавува страшен сомнеш, со што толку го налутил Зврлевски, односно ги налутил позиционерите и владата, што прва нивна реформа со која што се зафатија, ветија во првите 100 дена многу работи, многу реформи, кои ќе бидат од интерес на граѓаните и потребата на граѓаните за подобрување се разбира на нивниот живот, но меѓутоа прва и основна која што ја гледаме во првите 70 дена е единствената реформа, а тоа е разрешувањето на господинот Зврлевски. Или едноставното прашање кое што постојано се пројавува сиот овај период, на кому не му се допаѓа Марко Зврлевски или уште поедноставно, по чив терк не е Марко Зврлевски. Дали тоа не е померка на Социјалдемократскиот сојуз или нешто навистина им сгрешил на граѓаните, па сега владата така експресно сака да го разрешува. Ова е само уште еден доказ за основниот принцип врз кој ова влада планира да работи. Цело време нели гледаме и разговараме за партизацијата на институциите и повеќе од една недела разговараме за партизацијата на судството, што и не е ништо ново кога се работи или кога во прашање Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи тие во еден ден разрешија над 640 судии, кои што дел од нив се уште се активни во судскиот систем. Истото сега се случува и во јавното обвинителство. СДСМ, сакајќи да ги прикрие своите криминали, со доаѓање на власт сака да ја присвои или да ја изигра улогата или на совет на јавни обвинители, највисокото тело во јавното обвинителство, кој е единствен надлежен да ја оценува работата на јавното обвинителство. Го знаеме мислењето на председателот на Советот на јавно обвинителство, неговото мислење по однос работата на господинот Марко Зврлевски беше позитивна. А во секој случај, имајќи го во предвид долгогодишното искуство на Зврлевски, околу 27 години и бројни предмети зад него, неговиот професионализам не може да се сгази со една злонамерна, да не речам реваншистичка одлука на новата влада на Република Македонија за неговото разрешување. А мора да се сложите дека ова бројка, или бројката од 27 години помината во обвинителството, во една институција, е навистина исклучителна, за да си земе некој за право заради своја лична заштита да го сквернави долгогодишното искуство на господинот Зврлевски, неговата чест и угледот на јавен обвинител заради тоа што не играл по музиката која му ја свирал лидерот на опозицијата Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз, кој требаше да ги обелодени сите незаконски работи кои ги правел премиерот на Република Македонија. Ваква пракса, почитувани колеги, ниту имал, ниту има било каде, во било која држава сакате во Европа. Еве, ако знаете барем и една каде што има ваков пример на ваква влада која доаѓа на власт и првите нејзини чекори се класично партизирање на институциите и разрешување на стручни кадри, долгогодишни посветени кадри на својата позиција, како што е во случајот со јавното обвинителство, да бидат разрешени и тоа на крајно дрзок и понижувачки начин, не мислејќи на нивната репутација која со години ја градели или создаваме, ве молам да ми посочите било барем еден пример. Таков пример ниту има, ниту ќе има, ова може само да се случи во нашата земја и тоа само од партија како Социјалдемократскиот сојуз, која немајќи стратегија, капацитет, визија за решавање клучни проблеми кои ги тангират граѓаните, се зафаќа со едни вакви процеси или просто кажани реваншизам. Жалосно е што нивните криминали кои ги правеле, а кои биле аминувани од луѓе блиски до Социјалдемократскиот сојуз, како во случајот аболицијата на актуелниот премиер на Република Македонија за криминал вреден повеќе од 8 милиони евра, навикнати да им се прогледува низ прсти и понатаму продолжуваат со своето аздисување. Но затоа сега нивната алчност во овај случај треба да се удри на грбот на долгогодишните искусни луѓе кои цел живот го посветиле градејќи својата кариера на честност, професионализам и достоинственост, но заради спасот на својата кожичка и повторно како звучно име, за жал се појавува
името на премиерот на Република Македонија Зоран Заев, се разрешува јавниот обвинител главната закана за во наводници честноста на Зоран Заев за делото подкуп, каде пред очите на целата македонска јавност и пред очите на целата меѓународна јавност беше обелоденето неговото практикување на локалната власт како градоначалник, изнудувајќи пари од граѓани, што во најмала рака секако ќе се сложите дека е криминал. Основната причина за разрешување на јавниот обвинител е само и само тоа што никако не му одговара нова власт да продолжи со своите криминали. Ке треба да дојде некој кој ќе им аминува, бидејќи така се научени тие да крадат, а некој друг да аминува. Затоа ставањето етикета дека Зврлевски бил пристрасен во неговото работење, дека бил несовесен како јавен обвинител и замислите нестручен, а зад себе има 27 години работно искуство, се квалификации кои му беа залепени од оваа власт на човек кој, ќе повторам, сиот свој живот го посветува во градењето на својата кариера и тоа во јавното обвинителство. Овој процес на разрешување на Зврлевски не е од правни причини, тоа ни е многу јасно. Ова исклучиво е потикнато од политички причини, односно да се покаже сила, кој е кој, одмаздувајќи се на вака дрзок начин како председател на влада за покренување на две крупни обвиненија против него за случајот Пуч и случајот Подкуп, и сметам дека ова се единствените причини, политички причини во секој случај, за разрешувањето на Зврлевски. Намерите на СДСМ по однос разрешувањето на Зврлевски, искажани од страна на истакнати функционери на СДСМ, дека ќе бидат во насока на професионализација на јавното обвинителство и како што потенцира во насока да ниту еден министер, без разлика од која политичка партија доаѓа, да нема право да помислува на незаконска работа или било каква друга злоупотреба на функциите кои ги обавуваат, и дека со овие нивни чекори единствено што сакале е да го ослободат обвинителството од влијанието на државниот јавен обвинител, веќе и то како паднаа во вода. Со одбивањето на предлог на законското решение, кој пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, токму во ова насока, она што социјалдемократските сојуз и самите го бараја, за да се направи едно јавно обвинителство кој што нема да потпаѓа под влијанијата на партиите, тие не го поддржаа. Чекорите кои сега ги прави СДСМ говорат дека Заев сака да владее со јавното обвинителство на ист начин како што владее со специјалното јавно обвинителство, за да ги заташкат сите криминали кои ги има правено во минатото и што планира секако да ги прави како партија на власт. Самата изјава на премиерот Зоран Заев дека сака да мотивира независни луѓе кои немаат политичка афилијација, кои би биле спремни да се фатат во костет со ова многу значајна функција, говори дека по не знам кој пат Социјалдемократскиот сојуз си го погазува својот даден збор, дека државниот јавен обвинител би се бирал од страната на опозицијата. Впрочем, Социјалдемократскиот сојуз досега никогаш не обстоел на своите ставови. Едно говорат кога се во опозиција, друго прават кога се на власт. Тоа го видовме во минатото. За жал, нивната матрица останала во истото време од минатото, непромената, воопшто не апдейтована. Тие се програмирани за задоволување на првенствено своите лични потреби и барања, а барањата на граѓаните не се во нивните приоритети, за што говорат нивните потези. Како тука во собранието, одбивајќи ги законските решенија предложени од опозицијата, а ветени од Социјалдемократскиот сојуз во изборната кампања, како укинување на радиодифузна такса, породилно отсуство, да се државниот обвинител да се бира од страната на опозицијата и други прашања за кои што во предизборието тие им ветуваа на граѓаните. Ова го одбиват, а замислете кои се нивните барања. И како заклучок може само да се извлече едно: дека Социјалдемократскиот сојуз е заробена партија во пустата желба за одмазда, дека Социјалдемократскиот сојуз е платеничка партија која за огромна сума на пари
ќе треба да ја разнебити својата држава. Дека СДСМ е партија Благодарам. која искористува само Димовски оние Илија. работи за својата врхушка, а не за граѓаните. Благодарам.